Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Врнежите од дожд до сега не предизвикаа поголеми проблеми во одвивањето на сообраќајот во регионот. Сепак, од јавното предпријатие Македонија Пат и од Автомотосојузот на Македонија ги предупредуваат возачите за внимателно возење на делниците кон Делчево и Берово, поради можни одрони од карпи. Според информациите од Автомотосојузот на Македонија и од јавното предпријатие Македонија Пат, сообраќајот на магистралните патишта во регионот се одвива без забрани по влажни коловози. Врнежите од дожд во текот на изминатото деноноќие не предизвикале застои, а единствено во важност останува предупредувањето за користење на привремениот премин на регионалниот пат кон Зрновци, поради изведбата на градежните работи на новиот мост на Брегалница. Од Автомотосојузот препорачуваат и внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, а особено на патните правци Кочани Делчево и Виница Берово, каде е можна почеста појава на одрони. Дежурни екипи на Македонија Пат вршат постојана обиколка на критичните места и го отстрануваат паднатиот материјал од коловозот, но можно е во текот на попладневните и ноќните часови да има нови одрони. Со оглед што магистралниот правец од Кочани кон Делчево официјално е во фаза на реконструкција, обврската за негово одржување го преседе фирмата Гранит, која е изведувач на работите. Сепак, екипите од Македонија Пат исто така се вклучени во обезбедувањето на проодноста на коловозот. Тој дел на магистралата од Исти Бања спрема Делчево се работи, се санира од страна на Гранит, се врши комплетно реновирање и се надевам дека ќе биде подобро односно што беше порано. Сите што беа предвидени, мислам што се беа појавени случаи се санира. Од Македонија Пат додаваат дека и покрај проодноста на патниот правец кон Делчево, во важност е предупредувањето до возачите да пристапуваат внимателно и со намалена брзина кон местата на кои претходно имаше поголеми слечишта и одрони од карпи, како и да се придржуваат кон упатствата на ново поставената вертикална сигнализација. Страшна железничка несреќа. Воз на пругата Штип Кочани удрил во автомобил. За среќа жртви нема. Во текот на вчерашниот ден во 6 часот и 10 минути на преминот на локалниот пат село Ерџелија, село Кадрифаково, преку железничката пруга Штип Кочани, се случила незгода во која вистинско чудо е како возачот поминал само со повреди. Полицијата денеска информира дека возило Citroen со светиниколски регистерски ознаки, управувано од 41 годишниот ММ од селото Мустафино, Светиниколско, било удрено од возот кој сообраќал на релација Кочани-Скопје. Во незгодата повредени учесници нема, а предизвикана е само материјална штета. Увид на местото на настанот по овластување на јавен обвинител извршила увидна екипа на полицијата од Свети Николе. Железничкиот сообраќај бил во прекин од 6 часот и 10 минути до 9 часот и 35 минути. За несреќата е утврдено дека бил виновен возачот на автомобилот кој не ја почитувал поставената сообраќајна сигнализација. Општина Кочани годинава ќе реализира прскање против комарците, за што одвои околу 25.000 евра. Тендерската постапка веќе е завршена. Избран е добавувачот на заштитното средство и сега се чека на усогласување на термините за прскање од земја. Општина Кочани заедно со соседниот Штип и годинава е во најнапредна фаза во источниот регион во подготовките за прскање против комарците. На почетокот на овој месец заврши тендерската постапка за набавка на заштитно средство, па сега останува утврдувањето на конкретниот термин кога ќе се спроведе прскањето. За набавка на неопходниот инсектицид и ларвицид, што е одобрен од Бирото за лекови, годинава општината од сопствениот буџет издвои нешто повеќе од 1.540.000 денари, што е за околу 200.000 денари повеќе од лани. И во оваа сезона секоја од општините ќе мора сама да ја организира заштитата против комарците, откако пред неколку години пропадна обидот акцијата да биде координирана заеднички преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Од локалната самоуправа планираат акцијата да се реализира според однапред подготвен план, а исто како и лани и годинава се планира освен терестријално, односно од земја, да има и авионско прскање. Двете третирања ќе се реализираат одделно, односно со прскањето од земја
ќе се опфати површина од околу 1200 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби и дела од населените места во општината. Со авионското прскање пак, планирано е да биде опфатена површина од 3400 хектари, пред се во градот и низинскиот дел од општината. Иако нема дециден договор меѓу локалните самоуправи од регионот, сепак неопходно е прскањето да биде во приближно ист временски период заради поголема ефикасност. Вообичаено, првиот третман кај нас досега се спроведуваше во првата половина на месец јуни. Пијано дуото Гелебешеви синоќа одржа концерт во Основното музичко училиште Ристо Јоруков. Присутните беа воодушевени од нивната изведба на композиции од познати композитори. Концерт на пијано одржа дуото Гелебешеви, Катерина Гелебешева Костадинова и Глигор Гелебешев, синоќа во Основното музичко училиште Ристо Јоруков. Станува збор за 4-рачно дуо во изведба на брачниот пар Гелебешеви, а концертот е дел од концертите што дуото ги реализира во градовите низ Македонија. Присутните имаа можност да слушнат композиции од Брамс, Рахманинов, Хачатуријан, Шопен, Шабрие. 4-рачното музицирање се повеќе е актуелно помеѓу учениците и студентите, вели Гелебешев. Тоа е камерно музицирање, значи, 4-рачно пијано, меѓутоа и за 2 пијана. Минатата година имавме концерт во Штип, каде што свиравме како дуо на 2 пијана на факултетот за музичка уметност, а годинава имаме неколку концерти кај што се настапуваме само 4-рачно, значи двајцата на едно пијано, двајца пијанисти. Бидејќи ја предавам во основно и во средно, а супругата на факултет цела по вертикала ги знаеме работите како стојаче се вика. Значи многу ученици се запишуваат во средно, поготово за пијано, тоа е позитивно. Меѓутоа, во средно веќе за специјален одел зборам, доста се редуцираат и не примаме повеќе од 5 или 6 ученик. Отприлика е таа бројката која се прима и на факултетите вообичаено, односно на факултетот за музичка уметност во Скопје. Така да ретко малку се тие што сепак завршуваат специјален одел пијано. Се бара доста вежбање, морам да кажам тоа, значи една перманентна работа, континуирана работа. Концертиве сега, мислам, тука свириме во Кочани. За неколку дена јас ќе настапам повторно со Александра во Куманово. Меѓутоа, плановите настапуваме точно и надвор од Македонија. Октомври месец ја и супругата бевме во Словенија. Пијано дуото Гелебешеви својот прв настап го бележи уште 1997 година, но со своите први трајни снимки за македонската радио-телевизија во 2001 и 2002 година, дуото ја започнува својата професионална кариера. Од 2003 до 2006 година дуото секоја година настапува пред се во Скопје со различна програма, а потоа следат концерти во другите поголеми градови во државата. Има настапено и на фестивалите што се организираат во Македонија, а од 2005 година со настапот по повод Светскиот ден на музиката во Париз, дуото ја започнува и својата меѓународна кариера. Следуваат настапи во Италија, Холандија, Романија, Полска, Србија, Бугарија, Турција, САД, а во 2008 година го издава и своето прво CD. Во 2012 година дуото е добитник на наградата Златна лира, доделена од страната на Сојузот на музички уметници на Македонија. Во библиотеката Искра се одржа 43-тото издание на детскиот поетски фестивал Мајски цвет. Учествуваа 20 автори од училишта од општините од источниот регион. Во организација на библиотеката Искра и литературниот клуб Купнеш од Кочани се одржа 43-тиот детски поетски фестивал Мајски цвет. На фестивалот учествуваа 20 автори на поетски творби од училиштата и библиотеките од општините од источниот регион, како и од основните училишта од Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. И оваа година пристигнаа многу творби како и секоја друга. Може би оваа година пристигнаа помалку творби, меѓутоа по квалитет многу подобри. Сите творби кои што пристигнаа го задоволуваа квалитетот кој што го бараше нашиот фестивал. Значи, имаме учесници од Делчево, од Пехчево, од Соколарци, Штип, Лозово и од училиштата во нашата општина. Првата награда ја доби Тамара Ристовска, ученичка од Виница за песната Недофат. Втората ја припадна на Бојана Велкова, ученичка од Кочани за песната Мојот роден крај.
Додека третата награда ја освои Марија Николова, ученичка од село Соколарци, општина Чешиново, Облешево, за песната "Да го обоиме светот во боите на љубовта". Беа пофалени и 3 поетски творби на учениците: Катерина Каракаповска од Пехчево, Стефан Ристовски од Лозово, Велес и на Елена Лазарова од Оризари. Наградата за ментор ја доби Стојка Стојменова во библиотеката Ванчо Праке од Виница. Во рамките на фестивалот излезе од печати поетската збирка под наслов Мајски цвет 2017, во која се содржани најуспешните 20 поетски творби. Празникот Вознесение Христово, или познат кај народот како Спасовден, ги собра верниците од истокот на едно место, во манастирот Свети Спас во село Пеклани, Виничко. Повеќе од 1000 верници се собраа да одадат почит кон празникот Спасовден во истоимениот манастир кај село Пеклани, но и да вкусат од ручекот кој со децении се готви на ова место и на овој ден. Традиција која се негова од 1948 година, кога е градена старата црква на темелите на катедрален манастир, кој бил центар на околните манастири, зашто до денеска раскажуваат легендите. Најдени се остатоци од водоводи, од дирини целоводи во близината на училиштето во селото Драгобраште. Се најдени наоѓалишта од стари големи вршви, во кои луѓето си ги чувале во римско време житото, и од сламените копи го криеле за да не им го арамиите одземат житото. Во римско време била чувано во планината Голак, а млекото било пуштено во преку млеководи, цевки, глини да дојде до Пеклани и тука да се преработи млекото. Храмот Свети Спас е граден во 1996 година, но неговото внатрешно комплетирање се уште не е завршено. Пред Втората светска војна имало римска црква, која чии темели постоеја и со обновувањето на црквата, бидејќи тоа беше сосема мала црквичка, сосема мала, дали 5 на 6 метра, пред 4-5 години обновена и се најдоа темелите на старата римска црква, кои доскоро се познава, меѓутоа со градбата на новата црква Свети Спас или Вознесение Христови, тие темели се избришани од водожерот што ја правеше црквата. И сега црквата е обновена, направена, сосема нова конструкција и е добро направена, пошумен на дворац и секој Спасовден или Вознесение Христово се прославо доаѓат верници од повеќе општини, од Кочани, од Виница, од Берово и е доста убава природата тука, сообраќајно поврзана со Виница, со Берово. Покрај празникот Спасовден, манастирот има слава и на 13 септември, како празник на пензионерите од цела Македонија. Следуваат информациите од спортот. Добар настап и освоено трето место постигна младиот маратонец Стојан Николов од Кучани, кој учествуваше на штафетен полумаратон во Бугарија. Со тоа го повтори успехот од неодамнешниот Визер маратон во Скопје, каде со своите колеги екипно го освоија првото место. 27-годишниот Стојан Николов од Кочани е влюбеник во маратонското трчање и триатлонските дисциплини, со што се занимава од одамна и од настап во настап бележи солидни резултати. Досега има учествувано на повеќе трки што се одржале во Македонија и во соседните земји и скоро од секој надпревар се враќа со признание. Колекцијата од дипломи и медали што ги донесе во нашата редакција е само мал дел од она што досега го има освоено и главно тоа се награди од последните негови настапи. На неодамно одржаниот маратон во Скопје, заедно со уште тројца негови колеги од Прилеп, ја трчаа патеката во должина од по 10,5 километри и со време од 3 часа 9 минути и 9 секунди го освоија првото место. Пред неколку дена пак Николов учествуваше на маратонски надпревар што се одржа во градот Плевен во Бугарија. Станува збор за штафетен полумаратон, двајца трчавме во дисциплина 21 км, освоивме трето место. Имаше ли силна конкуренција како? Доста конкуренција, учествува преварувачи од Бугарија, од Романија, од Србија и од други земји. Од Кенија имаше доста силна конкуренција. Освен досегашните надпревари во Скопје и Бугарија,
Николов учествуваше и на атлетскиот митинг во Скопје, каде во трчање на 1 милја го освои второто место, а ист резултат постигне и на штафетното трчање 4 пати по 400 метри. За да се постигнат добри резултати, потребни се долготрајни подготовки, но и соодветни реквизити и опрема. Иако се чувствува подготвен за учество на триатлон надпревари, тоа не може да го реализира поради немање соодветен велосипед, па очекува подршка од стопанските и други субјекти во општината. За учество на триатлонските надпревари, подготовките ги прави во условите што ги нуди Кочани, иако тие не се доволни. За триатлон општо нема доста услови преку цела година, например, може да дозволиме да пливаме во текот на цела година. За трчање користам релација Кочани Банана Гараче најчесто. Во плановите за наредниот период влегува учеството на маратонот во Врање, соседна Србија, што треба да се одржи во почетокот на следниот месец, како и на триатлонот во Преспа, закажан за 24 јуни. Николов, кој е член на велосипедскиот клуб Поскок од Кочани, очекува и од овие настапи, за кои секојдневно се подготвува, да се врати со нови признанија и медали. Викендов ќе се игра пред последното коло во првата фудбалска лига за жени, во која женскиот фудбалски клуб Кочани гостува во Битола против Атлетико. Младите кошаркари на Баскет Дино во Скопје ќе играат на завршниот турнир за шампионската титула. Во првенството на првата фудбалска лига за жени, викендов ќе се игра предпоследното 17-то коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани ќе патува во Битола на надпревар со Атлетико. По двонеделната пауза, откако во претходното коло нашите фудбалерки на домашен терен ја совладаа другата битолска екипа Топ Гол, сега ќе имаат тешка задача да извлечат поволен резултат. Сепак, епилогот од средбата нема да влијае врз пласменот и на двете екипи, со оглед што тие веќе од поодамна го обезбедија статусот, односно не се борат за врвот, а не се ниту во долната зона на табелата. Во моментот Кочанскиот женски прволигаш е на четвртата позиција со 23 бода, колку што има и Струмичка Тиверија, но е со подобра гол разлика. Надпреварот во Битола против Атлетико ќе се игра в недела со почеток од 18 часот, а во последното коло од овогодишното првенство нашиот тим ќе биде домакин на женскиот фудбалски клуб Спортски центар Истатов, кој веќе од поодамна ја обезбеди шампионската титула. Младата екипа на Баскет Дино, која се надпреварува во М12 кошаркарската лига, викендов ќе учествува на завршниот Final Four турнир за конечен пласман на овогодишното првенство. На надпреварите на кои ќе учествуваат најдобрите 4 екипи од регионите, нашите момчиња се пласираа за прв пат и имаат сериозна шанса во борбата за врвот. Турнирот ќе се игра во салата Јане Сандански во Скопје, а во првата полуфинална средба в сабота Баскет Дино за противник ќе има екипата на MVP Академија од Струмица. Во второто полуфинале пак се среќаваат двете скопски екипи МЗТ и Водно Санс. В недела ќе се играат надпреварите за третото и за првото место, а тренерот Сашо Лазаров рече дека е оптимист од и неговата екипа може да биде пријатно изненадување на турнирот и да се најде меѓу најдобрите 3 кошаркарски тимови од генерацијата 2005-та. Почнувани со спортските информации и со прогнозата за времето, го завршуваме и ова петочно издание на вестите на Канал 8. Екипата ви посакува пријатен викенд. Довидување.